This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Multis. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Let's get started. Имам чест да ви го представам новото собиралиште на македонците. Уште една македонска точка, овој пат во срцето на Слиема, значи во срцето на островот. Подиум отвара виски бар. Токму така. Како продолжение на успешна приказна лаунж барот Подиум од Буџиба, каде што веќе со години се собиралиште не само на македонци, туку генерално на балканци, а и малтежаните научија дека тоа е исклучиво позитивно место и знаат да се напијат кафе и да уживаат во конверзација, во друштво, дружење, па некогаш и да се гледа фудбал, како што тоа и ние го направивме пред неколку епизоди, а сега одиме на еден чекор повисоко
висока класа. Да, виски бар, кога ќе се каже, тука одма асоциацијата е дека ќе има и цигар и дека тоа ќе биде буквално хедонизам. Александар Чаршавски, оние што се повозрастните сигурно знаат за кого станува збор. Тоа е еден фудбалер кој што пред 10-15 години успешно ја тераше својата фудбалска приказна, но престанувајќи со фудбалот се префрли на овој дел од бизнисот. Од Македонија се префрлува на островот и успешно го тера. Овој пат го отвара токму Александар Чаршавски овој локал. Ќе направам малце муабет со него, бидејќи навистина мене ме интригира која е таа мотивација да се отвори тука висока класа бар, како што е овој виски бар во Подиум. Имам долгогодишно искуство во Скопје, во Македонија, каде што имав, например, 3 објекта, вакви, овој стил, повеќе од 10 години, успешни приказки, така да сега, последни 4 години, Подиум ланч кафе во Буџиба, едно од најдобрите места за собирање на не само на наш народ и пошироко, успешна приказка која што трае и ќе трае уште. Мислам дека сакам да покажам, например, дека и ние од Истокот, посебно од Балканот, знаеме да направиме добар објект, кој што мислам дека ќе функционира одлично. Многу луѓе дека се правеше објектот застанува, слика, прашува што како беа, многу голем интерес. Што значи дека мојата прогноза е кец. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Леле, луѓе, што направивте? Така би звучело најубаво ова да ви го представам. Значи, не дека не верувам јас на TripAdvisor, туку јас сакам да проверам, да видам дали оној квалитет е задржан од последниот пат кога ручав овдека. Ова е нестандардна порција, која што ја нарачав, јас ги замолив, дајте ми од се она интересно што го имате по порциите, по едно парче за да пробам, така да затоа имам и тука и кебапчиња македонски, имам и пршуче, имам и кулен, и знаете што? Да пиете во Малта темјаника наша, македонска, е навистина право задоволство. Прво да го тргнам шеширот, само дамите може да јадат со шешир, не ние, и да ви посакам едно убаво представување и едно убаво уживање на она што мене ми е гордост. Македонскиот ресторан, македонците се број 1 на островот. Прогласени, уште еднаш да кажам, од TripAdvisor како број 1 ресторан во Слиема, најмонденскиот град во Малта. Во конкуренција, реков, од 151 ресторан. Живели и долго да траете. Show, Friday 8 p.m. New podcast. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. Па да ти кажам искрено, никогаш не сме ја бркале титулата.
Значи фокусот секогаш бил на сервисот, на храната, на амбиентот, организацијата. И ревјуата и титулата за најдобар ресторант дојде сама по себе, онака спонтано. Дури бевме изненадени, значи излеговме негде во топ 10 ресторани во Слема. Неколку дена после тоа, кога се направи новиот апдейт на TripAdvisor, излеговме на второ место, за да веќе следниот ден избиеме на прво место и така беше едно пријатно изненадување за нас. Секако дека сум среќен и со гордост го презентираме тој дел, дека сме македонски ресторан, дека служиме македонска храна, дека сме нешто помодернизирани од она што го презентираме во Буџиба. И најдуваме на позитивен фидбек од клиентите. Го сакаат затоа што е нешто различно, а сепак и они се љубители на месо на скара и наоѓаат нешто привлечно, нешто примамливо. Воодушевени се исто така и од обемноста на храната, пошто и они сакаат големи порции као нас и така наоѓаме некој заеднички јазик. Имаме во план во секој момент, меѓутоа малку сме закочени заради моменталните случувања со ковидот, така да се што имаме на стендбај до некој подобри времења. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevski Show. Let's get started.